Деновиве, мислам дека во Македонија особено внимание привлече оној случај на една, за нас може би првпат ни се случува некаква еврејска организација, некој велат секта, која што чисто членови 30-тина, од кои што добар дел 1/3 се деца, престојувала во Македонија, во Куманово, веројатно затоа што, како што дознавме од печатот, им истекле визите за престој во Босна, па сега се преселија во Македонија, во Куманово, па оттаму знаеме што се случи, протести и така натаму, мора да се оцелат во Скопје, сега нивната локација се чува како тајна, за да не бидат загрозени и така натаму. Се тоа ми беше доволен повод за да го замолам Александар Јовановски од Хелсиншкиот комитет. Александр, добро утро. Добро утро. Да поразговараме на таа тема, бидејќи вие излеговте и со едно соопштение во текот на вчерашниот ден, каде што констатирате дека ксенофобијата во Македонија е еден растечки тренд. Значи, ксенофобијата, да објасниме, е, како да кажем, омраза кон странци, кон неисти, кон разнородни, како сакате да ја крстите. Што е поводот за ова ваше, да кажем, обраќање? Излеговте со соопштение, гледам дека прилично и се пренесе. Да, уште наш благодарам за поканата и токму вчера дискутиравме и во самата организација, бидејќи неретко се дискутира за овие теми пред да се случи или ваков тип на настани. Баш на наше задоволство вие се јавивте први да не поканите на оваа емисија да продискутираме, бидејќи е многу интересен случај, како што кажавте, и ние како Хелсиншки комитет првиот пат бевме запознати од страна на медиумите и не брзавме да го квалификуваме настанот, туку баш гледавме како се развива ситуацијата, бидејќи она што се случуваше во Куманово е класичен елемент на ксенофобија и бидејќи заради спецификата на таа група, бидејќи станува збор за религиозна организација, во рамки на таа поширока еврејска доминација, не сакавме да квалификуваме нешто пред време. И потоа се случи тој немил настан каде што двете куќи во Куманово беа физички нападнати. И она што нас не загрижи е дека толпата, односно групата која нападна, се пред се многу млади лица. И тоа предизвика кај нас дополнително и повнимателно да го следиме овој случај, се додека вчера им беше одбијан да бидат примени во хотел тука во Скопје. И значи од ксенофобија она што се случува во Куманово, значи вие веќе сега одбивате да примите некој во својот хотел, што е директна активна дискриминација, бидејќи дискриминирате врз основ на религија, изглед и перцепција и така натаму, се додека вие кажавте дека сега се во локација каде што мора да се чува тајна за да не дојде до инциденти. Дека луѓето имаат регуларни документи, влезни визи за престој и така натаму. Александар, морам да признам дека сум изненаден што ова се случува во Куманово, бидејќи Куманово е една мултиетничка, мултикултурна средина, едно гранично подрачје, да кажем, подрачје кој има искуства и со бегалци и така натаму, и ние низ овие бегалскиве кризи поминавме низ разни ксенофобии. И сега една жестока ваква реакција, во која морам да кажем дека и кумановскиот градоначелник Максим Димитриевски исто така излезе со една изјава која што практично ја поддржува реакцијата на граѓаните без никаква, би рекол, неопходна дистанца од сето тоа. Имат ли право луѓето да бидат уплашени, како да кажем, дури и баш така уплашени од странци? Видете, значи тоа беше нашата поента, се предизвика тој, значи првиот прилог што се прикажа на медиумите. Едно од самите точки на нашето соопштение како овој случај беше пренесуван од страна на медиумите, беа пренесени во едно посебно светло, беше акцент ставен на нивната религиозна организација, беше ставен акцент на изгледот. Дека тие се од една поортодоксна, кај нас тоа се вели екстремна, кој ќе се спомне религиозна група. Речи си се мисли дека се терористи, бидејќи кај нас сме тука се направи таа асоциација каде што ние тука имаме време овој проблем да го анализираме. Значи знаете, граѓаните, општеството, луѓето реагираат пред се емотивно, без малку да дадат простор за подлабоко да го разгледаат проблемот и да ги најдат причините зошто се тука, бидејќи јас претпоставувам дека
Да, влезени се на регуларен и редовен начин во државата. Значи знаете дека МВР излезе со изјава дека нивниот престој е регулиран и нагласи дека се со привремен престој, но не се. Значи да го тргнеме тоа на страна, вие тоа убаво го кажавте, веќе изненадува силната реакција. Значи добро, ајде реакција како реакција. Оти се завитла на социјалните мрежи, потоа да, што му отиде дискурсот на јавните на социјалните медиуми, знаете веќе тоа е вон контрола. Тоа е нешто што и ние затоа повикавме и МВР, односно секторот за компјутерски криминал и дигитална форензика, внимателно да го следи јавниот дискурс, бидејќи тоа потоа поттикнува нели ширење на говор на омраза, кој каде што религијата е заштитена категорија и е казниво дело во државата, а потоа мислам не сакаме ни да дискутираме за дела од омраза. Бидејќи физичкиот напад врз куќите, кога се манифестира, е на некој начин инспирирано од таков полив. Јас не знам дали сте вие, не сум никаков експерт за да просудувам сега која е религиската основа на луѓево и зашто се тие ортодоксни и каде спаѓаат во тој диапазон. Верници, како верници си имаат права и така натаму. Тие изгледаат необично, бидејќи се, како да кажем, различно облечени и така натаму. Луѓето реагираат и на тоа дури. Меѓутоа, хистеричнава реакција која што се предизвика, како да доаѓа на еден, би рекол, дури бран кој што полека се крива со години во Македонија. Дефинитивно. Вие тоа го констатирате и во вашите истражувања, па и во соопштението, дека ова резултат на повеќе години на собирани разноразни предрасуди, стравови, загрижености и така натаму. Апсолутно. Значи видете, овој феномен кај нас почнува од 2016 година со почетокот на бегалската криза. Знаете, мислам сите бевме смесни на таа масовна хистерија и се до моментот кога нели бегалската криза почна веќе да се користи за политички поени, политички мотиви за одредени активности на тогашните чинители во државата. Но само исто да се навратиме нели на почеток на пандемијата, каде што нели корејски турист беше сниман баш тука нели во центарот на Скопје, каде што беше значи навредуван и беше прашуван зошто донесе корона во државата. И тоа само полека се гради како сентимент во оваа држава, особено со почетокот на пандемијата, бидејќи ние редовно го следиме говорот и делата од омраза во државата, гледаме значи постојано и континуирано растење на говорот на омраза, особено на социјалните медиуми и интернет платформите кои или не се дел од тој корпус на закон корпус на медиумски куќи кои се нели во рамки на законот за аудиовизуелни услуги и можат малку да користат говор кој е по креативен, за да можат нели да попривлечат јавност, а со тоа да предизвикаат поголема штета што тоа што шират говор на да кажеме со вистински зборови, значи во бркање на кликови. Ете така, тоа баш сакам да кажам, во бркање на кликовите, значи се прави таа хистерија. Не е ли малку и светски феноменот? Е светски феномен, нажалост тоа е светски феномен. Активно го следиме се тоа што се случува, значи не само во Европа, туку и во САД. Е феномен каде што се шири во повеќе сегменти. Еве на пример можеме сега да дискутираме и за екофашизам, нешто што беше нели за прв пат употребено и во Нов Зеланд, каде што нели под капата на екофашизам беа извршени тие напади, таму се сеќавате, тоа не беше ни одамна, мислам дека пред 2 години тој терористички напад се употреби токму против припадници на друга религиозна заедница. Едно радикализирање, да речеме, на антиваксерскиве, ваксерскиве протести. Тоа е дел од тоа е дел од тоа платформа. Тоа е дел од таа платформа, нажалост, мислам и само добива на големина и добива на повидливост, бидејќи видовте само за една недела од прилог на една телевизија национална. Еве седиме тука и дискутираме конкретно за овој проблем, каде што фактички државните институции се веќе сега нели излезени на терен и пружаат физичка помош на оваа група за да ги заштитат нивната сигурност. Добро, ајде да видиме дали државните институции негдека се жалеат дека и полицијата им правеа притисоци. Имаат ли нашите органи официјални државни кои што не би требало да се делат толпа сега по социјални мрежи, имаат ли тие чувство за третман на вакви суптилни да кажам теми? Иако можам да кажам дека свеста на централно ниво внатре во институцијата е подобрена и се врши приоритизација за овие теми, сепак изостанува тоа, значи тие лица, значи полицијата која фактички треба нели
тоа да го спроведува на терен. Мислам дека има простор за Со други дополнителна зборови, говориме сензибилизација. за полицајците, сега не говориме не за... зборуваме за државните институции, тоа што е на централно ниво, бидејќи фактички тие се тие лица кои ги штитат, нели во моментот кога се случува таква незгода или не таков настан. поминуваат полицајците ни соодветни тренинзи, обуки за да се спревуваат. Бидејќи ние во Хелсиншкиот комитет имавме проект кој го имплементиравме, значи директно со МВР и со секторите за внатрешни работи низ државата. И кога ги запрашавме дали воопшто сте регистрирали или поимите говор на омраза, добивме не за нас изненадувачки податоци, но не толку ветувачки. Значи тоа нас ни беше индикатор дека постои огромен простор за работа, особено за сензибилизација на тие полициски службеници да препознаваат. Значи да видат дека станува збор и за каков феномен станува збор за да употребат нели соразмерна сила, нели да ги заштитат, бидејќи тие се помала група. Тие се фактички заштитена категорија и се странци. И че нивниот престој е регулиран и се во рамки на меѓународен протокол. И тоа треба нели до крај да биде имплементирано и спочитувано од тие кои го спроведуваат законот на дело. Александар, и под овој наш разговор сега на Facebook ќе следуваат речи сум сигурен од Софти уште вчера. Не ги се ќе кажат вие двајца, еве вие штитите екстремизам, кој знае што се ќе испровизираат и така натаму. Па според тоа овој повик и до јавноста, но и до надлежните институции да се внимава и да се следи случајот и како се развива говорот на омраза на очекувате реално да има ефект? Бидејќи ова е експлодирано, јас говорам и од лично искуство и од искуство на колегите, мислам ние сме дневно изложени на тоа. Исто. Има ефект нешто од тоа или можеби се работи дека мнозинството молчи, кое што е многу потолерантно, а имаме овој тип на едно агресивно малцинство кое што се обидува да значи ние само што го спреевме соопштението, значи само што го проследивме до медиумите и објавивме на социјалните мрежи, значи имавме ние дури хипотеза со колегите на работа кои го работиме, значи викам само гледајте за 3 минути реакција од страна на јавноста. Ова е начинот за да ги рушиме тие табуа. Мислам, јас бев тука сведок и тоа што колешката Мерсика го кажа. Мислам, иако е друга тема, сепак се согласувам дека треба да се работи, но треба да се работи од елементарно ниво. Значи, ние, мислам, ова го третираме во ваку. Системски решенија се најдобрите решенија, бидејќи станува збор за млади луѓе. Значи, тие што поттикнуваат говор на омраза и жртви на дела од омраза се млади луѓе. Луѓе од 18 до 28-29 години. Образованието е клучен фактор, каде што овие сегменти треба да се обработуваат таму, да се стави фокус нели на признавање на различноста, градење на дух на толеранција, бидејќи сме го поминале ние овој циклус. Значи ова ние што го дискутираме, ние го имавме во друга варијанта во 2001 година. Значи не е нешто ново. И поминуваме низ различни циклуси кои го руши статус квото. Можеби се и генерациите променети, па со секоја генерација тргаме од почеток. Нажалост, бидејќи станува збор за промена на генерацијето на помлада генерација, тоа е за нас тоа што е алармантно во овој случај. Младите луѓе се тие што се далеку поактивни и ги имаат тие ставови кои не се засновани на докази. Значи лесно тие поврзале, значи религиозна група со тоа како изгледаат, иконографијата, на како се презентираат. Значи ако гледате можеме да наброиме овде ние 100 примери само во една минута. Значи го отсликува нивното чувство и нивната припадност во таа религиозна организација, но лесно го поврзаа потоа со нели го дадоа зборот секта, затоа кажавме медиумите да се крајно внимателни кои зборови ги употребуваат, бидејќи 2-3 пати да се повтори во еден циклус на известување, потоа нели тоа и потоа се префрла на социјалните медиуми веќе знаете. Без контрол. Да. Александар, ти благодарам за овој разговор, иако не сум сигурен дали нешто ќе помогнеме многу околу омекнување на оваа се по-нетолерантна атмосфера во Македонија. Сега јас можам да си дозволам, не викам дека ти треба да коментираш, ама ако и наши владици можат да си дозволат да без никаква контрола говорат онака чиста политика како да се во кафеана, тога што остана за некакви деца, сепак ќе кажам на 18 или на 20 години, кога ќе се соочат со ваков еден феномен на култура која не ја разбираат, изглед кој што ги... Тоа е од незнаење. Верувајте, од незнаење. Па затоа испомнав дека ме чуди за Куманово, бидејќи Куманово е сепак една, би требало да биде една по-напредна, да кажем, средина во која што мултиетничкиот, мултикултурниот, па
па не знам колку илјадници луѓе од Куманово заминаа по Афганистан и по Ираци и така Го натаму. кажавте вие, не го кажав јас. Да. И сега се вратија овдека, би требало да има една атмосфера во која се разбира тој вид на драстично различни култури од ова што е во Македонија моделот. Саша, апсолутно се согласувам, бидејќи да представуваја значи безбедносна закана за државата. Дали верувате дека ќе беа прво пуштени во државата? Не, се разбира. Апсолутно не. Значи било направено проценка и врз база на проценката, значи знаат кога се пуштаат на граница, нели, за колку време се пуштаат, која е, значи, бидејќи значи Македонија е земја низ која се транзитира, сепак, значи физичкиот напад е изливот на ксенофобија, која во себе ги содржи нели сите овие елементи кои ги кажавме, значи нетолерантност, нетрпеливост, говор на омраза, кој потоа нели физички се манифестира во дела од омраза. Аксадар Јовановски, Хелсиншки комитет, благодарам за утринско Ви прифување.